Почитувани колеги, најнапред не е во ред некој да се јави за збор, а да избега кога треба да му се даде реплика, но тоа е. Ние ќе продолжиме да работиме и без колегата Груби. Ние во ниту еден момент не рековме дека сме против разрешувањето на Зврлевски, но само доколку тој го прекршил законот и не постапил согласно своите овластувања кои што ги има по законот. Оно што ние го бараме е разумно објаснување за неговото разрешување. Прво буди сомнеш тоа што ноќта, кога Зоран Заев беше именуван за премиер, првата работа која што ја спомна беше Марко Зврлевски сам да си поднесе оставка. Колеги, за вас не знам, но за мене е повеќе од очигледно, односно повеќе од јасно, е дека постапката за разрешување на Марко Зврлевски е единствена причина глобал и криминалот тежок 8 милиони евра. Понатака, сега кога Артан Груби е во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, тоа значи дека ја поддржува и нивната програма која што беше за изборите кои што се одржаа на 11 декември 2016 година. Со самото тоа значи дека јавниот обвинител треба да биде избран по предлог на опозицијата. Затоа што ако веќе нели се поддржува предизборната програма, сега Социјалдемократскиот сојуз и Артан Груби треба да го поддржат и законот кој што ВМРО-ДПМН и коалицијата го предложија, тоа е законот за изменување на законот за јавното обвинителство, каде што кажува дека јавниот обвинител ќе биде биран од страна на опозицијата. И доколку тоа се прифатеше како што беше ветено, сега ќе дискутиравме јавниот обвинител на Република Македонија да биде избран по предлог на најголемата опозицијска партија во Собранието на Република Македонија, потоа ќе биде именуван од страна на Собранието на Република Македонија со двотретинско мнозинство од вкупниот број на пратеници за време траење од 6 години со право на повторно именување. И во тој случај немаше да биде работата како што кажа колегата Груби, дека после Марко ќе дошол Дарко, туку овдека ќе имавме квалитетна дебата за човекот кој што треба да биде избран, односно за квалитетен избор на јавен обвинител. Ќе повторам уште еднашка. Целата оваа ситуација, разрешувањето на Марко Зврлевски е единствено побудено од заштитата на аболицираниот криминалец Зоран Заев. Благодарам.